Добро вечер. Во ова издание на емисијата 360 степени на МРТ1 за барањата на синдикатот за зголемување на минималната плата на 600 евра и на сите други плати за 100 евра, а во пресред на протестот најавен за среда во Скопје. Кои се аргументите на синдикатот и како одговараат на аргументите на работодавачите и на владата? Ке разговараме со претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов. Тој е дипломиран правник, поранешен кошаркар, велешанец, кој на чело на ССМ дојде летото 2023 година. Господин Трендафилов, добро дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата. Вие сте релативно млад човек, 41 година, навикнати сме на оваа позиција да гледаме повозрасни, поискусни. Како се случи да стигнете до ова место толку млад? Морам да кажам дека беше сплет на непријатни околности. Поранешниот претседател на ССМ за жал трагично го загуби својот живот во 2023 година. Се бореше за работниците, меѓутоа не се избори со најбитната борба во неговиот живот. И потоа органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија одлучија дека треба да продолжиме онаму каде што застанавме во тој период и да продолжи континуитетот на работничката борба која правевме претходно. Колку години имате искуство на работа во синдикат? Конкретно во Сојузот на синдикати на Македонија работам од 2011 година, од најниската позиција која ја има во ССМ. Денеска сум таму каде што сум го изодел целокупниот пат, значи од дното, па сега како претседател. Сум учел и од најдобрите, меѓутоа сум учел и од грешките на најлошите. А сум учел и од дома, предпоставувам? Затоа што грешките треба да ни покажат како треба да не работиме во наредниот период. Сите кои ги познавам околу мене биле синдикални борци и се бореле за работничките права. Задоен сум со синдикалната борба и со тоа да се борите за другите многу повеќе од колку што ќе се борите за вас. Точно дека татко ви бил претседател на Гранков синдикат за градежништво. Беше дел од синдикалното движење од 90-тите години. Прво во компанијата каде што работеше во Велес, за потоа чекор по чекор да стигне како и претседател на синдикатот за градежништво. У овој дел за загревање уште што се случи со кошаркарската кариера? Мораме да сватиме кога е доста во животот и кога треба да се препушти палката на помладите. Тоа го направив во периодот кога сметав дека доволно сме дале придонес во спортскиот клуб во кој играв и за среќа денеска генерациите кои ги наследија оние тимови во кои јас настапував навистина успешно се справуваат со целокупната борба, па така велешкиот клуб Борец баскет денеска се бори за влез во првата лига и победува скоро секоја утакмица која со задоволство. Играте уште рекреативно? Кога ќе најдеме време, имајќи во предвид дека моментално водиме една друга борба наспроти онаа спортската која бара повеќе труд и повеќе вложување во време, зборувам. Кога тренирате по 1 или по 2 часа дневно, 2 пати во денот, а кога треба да работите 8 или 10 часа дневно за другите, времето кое го имате како слободно на располагање, да стигнете со вашето семејство секаде, да ги однесете вашите деца каде што треба, е нешто што ви е потребно и некогаш некои од работите остануваат во друг план. Сега за оваа другата битка најавувате протест в среда во 17 часот. Главното барање е зголемување на минималната плата од сегашните 397 евра на 600 евра, зборуваме за нето износот, и на сите други плати, велите, за по 100 евра. Првото прашање, зошто среда и зошто 17 часот? Се уште е темно во 17 часот. ССМ изминативе 8 години протестирали во недела како неработен ден, протестирали на празници, протестирали во работно време и скоро секогаш некој имал некаков изговор каде најдовте да протестирате баш во неработен ден кога имаме слободно време за семејствата, каде најдовте да протестирате за време на празник кога тоа ни е нешто што го уживаме согласно закон и каде најдовте да протестирате во работно време, не може секој од работниците да излезе и да ве поддржи, а сите сакаат да го сторат тоа. Одлуката
да се излезе во 17 часот е затоа што во тој период од денот, според тоа што ние го имаме како информација, 70 до 80% од работниците ги имаат завршено своите работни обврски. Зборувам за оние кои работат прва смена или пак само една смена во текот на денот, и да дадеме можност и шанса на најголем број на работници да ни се придружат во работничката борба, затоа што доколку ја водите сам, спротивната страна смета дека само вас ви е потребна Тоа што е во зголемување на платата. 17 часот сепак значи дека сметате прецена работници од Скопје или очекувате присуство и од внатрешност? Најавено е присуство и од целата територија на Македонија. За прв пат морам да бидам искрен, работниците се охрабрени и прашуваат само каде може да се паркираат и кога да дојдат. Не бараат ништо повеќе од тоа во контекст на организацијата, затоа што веројатно сите се доволно навредени и со навистина мизерни плати со кои не можат да го поминат ниту место. Какво е сценариото за протестот? Што планирате? Се разбира, протестот како и секогаш почнува од работничкиот дом, и тоа е многу важна символика, затоа што тоа е местото од каде што работниците ги искажуваат своите барања. Продолжуваме пред собранието, онаму каде што пратениците цела година се глуви, односно се прават и слепи на предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата, а преку зголемувањето на минималната плата и усогласување, односно зголемување на сите останати плати. Видовме дека тие се грижат само за себе. 78, сега 79% зголемени нивни плати, сега од месец февруари повторно уште 10% колку што ќе порасне просечната плата, ако имаме во предвид дека сите молчат, не го менуваат законот за избрани именувани по кои им се пресметува платата, тоа е веќе 90% зголемени функционерски плати. Продолжуваме пред работодавачите, пред Стопанската комора и Организацијата на работодавачи, токму пред оние кои ни ги иселија семејствата во изминатите 36 години. На голем број работници не само што ги избркаа квалификуваните работници од Македонија, туку ги натера сите семејства на тие работници да заминат заедно со нив, затоа што не гледа апсолутно никаква перспектива, а обожаваат да зборуваат. Продуктивноста не била доволна, а тие патем трупаат капитал, си овозможуваат разноразни услови за добар живот наспроти работниците, и триаголникот завршува пред владата, токму пред онаа влада, односно објектот на владата, каде што работниците беа оставени на ветрометина веќе година и половина, да се снаоѓаат кој како знае и умее, затоа што владата можеби за прв пат во историјата на Македонија како да ги изми раците од работниците. Тоа што го прави владата во моментот е сизем од социјалниот диалог кој е трипартитен, остава да биде бипартитен, иако таа е најголемиот работодавач, и владата која, како што видовме по медиумите, води најсиромашен народ во Европа и најсиромашна држава во Европа. Ако не ги срам да го прават тоа на штета на работниците, тогаш ние сме тука да им укажеме, и многу пати сме кажале, ако не сакаат да не слушаат на маса, а тоа се обидувавме цела 2025 година да го направиме преку анализи, преку преговори, преку укажувања, ќе мора да не слушаат од улица. Сега малку околу аргументите, сакам да влеземе малку содржински во тоа што го барате. Според законот за минимална плата, конкретно согласно измените од март 2022 година, се воспостави методологија според која висината на минималната плата секој март, секоја година, се усогласува со 50% од порастот на просечно исплатената нето плата во државата за претходната година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот за претходната година. И ова требаше да биде системско решение за да нема падни стани, вакви ситуации какви што се случуваат речиси секоја година. Но вие велите дека зголемувањето од околу 1500 денари, што би дошло согласно закон и методологија, не е доволно и барате многу поголемо зголемување. Барате зголемување од околу 12.000 денари нето, споредено со актуелната минимална плата, што во бруто износ е околу 18.000 денари или 300 евра месечно. Сега, кои се вашите аргументи за тоа? Морам да кажам дека законот за минимална плата во 2022 година го променивме исто вака, со протести, со штрајкови, затоа што тогашната влада, исто како и оваа, се однесуваше игнорантски кон работниците. Одбиваше да ги зголеми нивните плати, иако платите во регионот растеа, трошоците за живот исто така растеа и работниците и нивните работнички семејства живееа се посиромашно и посиромашно. Тогашната опозиција
даде огромна поддршка на Сојузот на синдикати на Македонија. Рамо до рамо бевме со дел од нивните пратеници, дел од нивните симпатизери на улица кога протестиравме и кога штрајкувавме на тогашната влада. И успеавме преку протести и штрајкови, не знам дали се сеќавате, меѓутоа пред Стопанската комора тогаш донесовме одлука за генерален штрајк и заминавме на седница на економско-социјалниот совет, каде што очекувавме да подадат рака и работодавачите и владата за подобрување на работничкиот стандард и успеавме да се избориме за околу 3000 денари зголемување на минималната плата во тој период. Да се подсетиме, 15.200 беше на 18. На 18. Да, со тоа што 2806. владата презеде обврска дека ќе ги плаќа, односно ќе ги покрие придонесите за разликата од зголемувањето за тие 2800 до крајот на таа година. Да, во 2022 година работодавачите го имаа истото барање како во 2025 година. Не име проблем да зголемат платата на работниците, проблем им е да го плаќаат делот на давачките кон државата во име на социјални придонеси, задолжително социјално осигурување. Ако оставевме во 2022 година како што ни велеше тогашната влада, како што ни вели сегашната влада, само да се почитува методологијата и да не се зголеми дополнително минималната плата, тогаш зборувавме за некаде околу 700 денари зголемување на тогашната минимална плата, а до денеска истата, ако се применуваше таа методологија, ќе изнесуваше некаде околу 19.500 денари, што е за некои 5.000 денари пониска од моменталната вредност на минималната плата. Добро, велите 1.500 денари се премалку, ама 12.000 денари се чинат многу. 12.000 денари е нешто што работниците го побараа од Сојузот на синдикати на Македонија да се бори со владата и со работодавачите. На последната анкета во декември која ја спроведовме на репрезентативен примерок од 1600 испитаници. Знаеме дека владата обожава анкети и дека целокупната политика во државата води исклучиво на анкети. И затоа спроведовме анкета на која 99,5% од испитаниците кажаа дека доколку не се зголеми минималната плата на 600 евра, како избор на работниците, односно како главно барање на работниците, тие се подготвени да дадат поддршка на активностите на ССМ на почетокот на оваа година во насока на протести и организирање на генерален штрајк. Аргументите се обидовме до месец декември минатата година да им ги укажеме, а на последната седница на економско-социјалниот совет изготвивме сеопфатна анализа која најде на подсмев од страна на представниците на власта и од страна на работодавачите затоа што не било изготвено врз основа на релевантни податоци од релевантни институции. Па така им кажавме дека од Народна банка обезбедивме преку ваши колешки и колеги од медиумите податок дека македонскиот работник е продуктивен помеѓу 5 и 10.000 евра во нето износ на годишно ниво на еден работодавач. Добивката која му е ствара работникот на работодавачот во просек изнесува помеѓу 5 и 10.000 евра. Тоа за нив беше нерелевантен податок од Народна банка. Потоа изговорите кои ги имаа и владата и работодавачите, а ни кажуваа како што и пред 2022 година ни кажуваа дека ако се зголемеле платите ќе се затвореле компаниите. Обезбедивме податок од Централниот регистар од 2022 година какво било движењето на затворени и новоотворени компании. Па замислете, на само една затворена компанија, две нови се отварале, односно бизнис климата, деловниот потфат на компаниите се развивал двојно повеќе отколку пред зголемувањето на тогашната минимална плата. Ни кажуваа дека работодавачите се подготвени да отпуштат огромен број на работници во државата ако се зголемела минималната плата на 500 евра до декември минатата година или сега како што бараат работниците на 600 евра од почетокот на оваа година, но за среќа на работниците, а за жал на работодавачите и на владата, податокот од 705.000 работници согласно податоците на Државниот завод за статистика е некое зголемување од 15 до 20.000 работници од 2022 година до денес. Од владата ви велат се за што ќе се договорите вие, представниците на работниците и работодавачите, а е повеќе од ова што го предвидува законот и методологијата, владата е подготвена да го поддржи. Зошто тој пристап за вас не е прифатлив? Затоа што е срамен. Владата не седна со нас владата на економско-социјалниот совет можеше да седне со представниците на работниците и да рече кажете како да се зголемат платите на функционерите на пример. И дали треба оваа година просечната плата кога ќе се зголеми 10%, функционерските плати да се зголемат 10% или во нето износ некаде околу 200 до 300 евро по функционер, имајќи во предвид дека од 100.000 па до 180.000 денари се најчесто функционерските плати во Македонија.
Зошто владата не рече по однос на тоа прашање, еве ние сме солидарни со работниците, ќе ги намалиме платите за 78%, а разликата која ја примаме моментално ќе ја поделиме и ќе ја споделиме и со капиталот, односно работодавачите, и со работниците преку ослободување на плаќањето на придонесите за зголемувањето на минималната плата и ќе помогнеме на граѓаните кои не гласаат на крајот на криштото. Вашата поента е дека тој диалог е асиметричен, така, дека работодавачите практично настапуваат од надредена позиција и дека вие во тој диалог не успевате да се изборите за вашите барања. Не, работодавачите настапуваат од исплашена позиција. Работодавачите се плашат многу повеќе од синдикатите. Зошто го говорам ова? На почетокот на минатата година, кога требаше да седнеме и да преговараме со владата и со работодавачите, прво ни беше одземено правото да имаме столче на масата. Прво не сакаа ни да седнеме на масата за да се договориме дали треба да се зголемат платите на работниците во Македонија. Па се оспоруваше делот на репрезентативноста, комисијата, членовите ги повлече владата и така натака. Потоа владата со се и се што почна да ги напаѓа представниците на ССМ, мене како председател, Сојузот како најстарата организација која оваа година има 80 години од своето основање. И кога работодавачите разговараа со нас, едно од нивните главни барања беше токму тоа. Прифаќаме да се зголеми минималната плата, оно што сметаат работниците 500 евра во тој период, февруари зборуваме минатата година, но бараме поддршка од синдикатите јасно и гласно да кажат на владата дека за разликата од зголемувањето на минималната плата ние сме подготвени да ги зголемиме и останатите плати, но владата да се откаже од делот од колачот кој треба да го прибере преку придонесите за социјално осигурување, на таков начин да му подаде рака на бизнисот, да ги дотира средствата во фондовите за пенсиско инвалидско здравствено осигурување, како што го прави и во моментот тоа. Владата не дека сега не плаќа, огромни износи плаќа во тие фондови за да може да се исплатат пензиите или да се овозможи бесплатна здравствена заштита. И по истекот на определен период ние сме подготвени тие придонеси да ги плаќаме. И сега ако направите проста математика, во тој период и денеска некаде околу 200.000 работници имаат плата под 30.000 денари. Ако земеме само на тие дека ќе им се зголемела платата за некои 100 евра или 6.000 денари, оваа година, од месец јануари, работодавачите тогаш беа подготвени да плаќаат плюс 50 евра на придонесите за задолжително социјално осигурување и владата ќе добиеше некаде околу 10 милиони евра нови придонеси само од месец јануари оваа година или за цела година некаде околу 120 милиони евра. Сега претпоставам дека еден од аргументите е дека тоа може да прави притисок и да се зголеми инфлацијата. Кај вас, да, еден од аргументите ваши се зголемените трошоци на живот, но од друга страна, дали може да се случи ситуација во која што евентуалното зголемување на минималната плата и на другите плати, соодветно на тоа, да доведат до зголемување на инфлацијата, а со тоа и подјадување на ова зголемување на платите? Па тоа е најголемиот изговор на владата и на работодавачите, но еве да потсетам, минатата година платите не мрднаа. А имаме едно од највисоките инфлации во регионот. Додека во регионот платите на работниците се зголемија заради добрата волја на тамошните влади и таму владите видоа дека тешко живеат работниците и дека тешко се справуваат со растечките трошоци на живот, например. И сега да ни кажувате дека ќе има инфлација ако се зголемат платите, а на незголемени плати вие како влада заради непревземањето на одредени фискални политики, Народната банка има разни механизми за да ја спречи инфлацијата, но не го прави тоа, не знаеме за чиви интереси. Тоа нема ли да биде дополнителен притисок за уште поголема инфлација? Епа, ако во државите во регионот еве од почетокот на оваа година не е дополнителен притисок за зголемување на инфлацијата, тогаш значи дека газдите во Македонија се прилично алчни. Тоа значи дека цените неоправдано ги зголемуваат. Или ќе дадам само како пример. Паметите кога нафтата дојде на 110 денари за литар, цените на превозните услуги се зголемија за 100%. Денеска нафтата е 70 денари. Дали приметивте дека цените за 60% се намалија во поглед на транспортните трошоци? Или пак производите кои ги произведуваат домашните компании врз основа на набавката на суровините на светските берзи се намалени за некаде околу 100% цените на суровините од времето кога започна војната во Украина. Дали приметивте дека цената на лебот се намали на пример за 100% или цената на некој друг производ кој се подготвува со некоја суровина која се набавува од страна на газдите? И само ќе ми дозволиш уште нешто. Стана дебата пред 2 месеци цената на јајцата.
И колку пораснала истата и дали граѓаните можеле да купат табла јајца или сега можеле да купат половина, зошто? Затоа што работодавачите, па дури и владата излегува на пресконференции и кажуваа дека цената на суровината на сојата на светските берзи се зголемила денес и затоа од денес во Македонија цената на јајцата се зголеми за 30, 40 и 50%. Но да не заборавиме, суровините ги набавија на почетокот на минатата година кога беа најевтини. Зошто веднаш да се зголемат цените и кое е оправдувањето и на владата и на работодавачите за инфлацијата која предизвикуваат тие и најголемата инфлација тврдиме како синдикати дека ја предизвикуваат јавните трошења на јавните пари кои владата ги троши без да води никаква грижа и сметка. Малку уште со аргументите на, да речем условно кажано, на другата страна. Како велат, кој не бил во позиција да даде макар една плата на први, од позиција на газда, макар на себе да се исплати плата, не знае како е тоа. Така што дали како синдикат го имате и тоа предвид кога ги имате сите овие барања? Се разбира дека да речем, еве да го дополнам моето прашање, што ги спречува, сега малку го банализирам прашањето и темата, но што ги спречува работниците сами да тргнат да се обидат предприемачки, да отворат фирми, па да заработуваат повеќе од тоа што го добиваат како плата од некои работодавачи? За среќа работниците денеска имаат избор да работат и кај работодавачи за повисоки плати, да изберат да отворат нова компанија во Македонија или пак најчесто тоа што го прават е да заминат во странство за далеку повисока плата. Денеска веќе газдите го немаат изговорот со лопата ќе ги ринеме работниците во агенција за вработување, ако ви се работи за таа плата работете, ако не има други работници, нема повеќе други работници. Зошто тој притисок тогаш не е доволен еве за да се зголеми минималната плата? Еве, еден работник може сам да отиде кај газдата или кај министерот, например, нека отиде и нека му побара зголемување на неговата плата и да го види да ја види промената на неговото расположение. Да види од утре дали ќе му биде најомилен, највреден работник, а доколку дојде заедно можеме да се избориме за зголемување на работничките плати. Ние тоа што го правиме како синдикат е наша главна задача. Но не видовме ниту еден министер, ниту еден функционер да замине од Македонија. Не видовме ниту еден министер, ниту еден функционер, ниту еден газда да се симне доли и да работи за минимална плата. Дали вие сте слушнале за некој работодавач кој го затворил својот бизнис затоа што не можел да исплаќа минимална плата и заминал кај комшијата да зима минимална плата? Нема таква опција. Податоците кои ги вади Државниот завод за статистика и Централниот регистар покажуваат огромни приходи и добивки на работодавачите. Дури работодавачите кои имаат изговор дека не работеле позитивно оваа година, тоа значи дека ако минатата година заработиле 100 милиони евра, добивката сега оваа година им се намалила за 2 милиони евра, а 98 милиони евра па повторно заработиле. Но тоа не е греф, тоа не е кривично дело во нормална пазарна економија. Во никој случај. Но во нормалните пазарни економии, како западните, онаму каде што заминуваат квалификуваните работници, работодавачите споделуваат дел од колачот со работниците или, например, во Македонија, според некои истражувања на економисти, луѓе кои разбираат економијата, укажува дека 20 до 30% од вкупната добивка се споделува за платите на работниците, додека во Европската унија или е 50-50 или е 60-40 во корист на работниците, затоа што таму работодавачите разбираат дека без човечкиот капитал нема да створат никаков капитал и затоа ги вреднуваат и ги плаќаат работниците. Генерализирате во вашите аргументи, но дали сепак фирмите кои што прикажуваат најголеми профити даваат најсолидни плати во оваа земја, а проблемот е на друго место? Па не би се согласил со податоците дека фирмите кои даваат најголеми плати, имаат најголеми профити, даваат најголеми плати. Во голем дел од случаите тоа се човек фирми или фирми кои вработуваат од 3 до 5 вработени на кои платата не им е така голема. Зборувам врз основа на податоци од официјални и надлежни државни институции. Од владата често пати ни го велат истото што вие сега ми го кажавте, дека генерализираме во поглед на барањата, но не знаеме кои други податоци се потребни за да сватите дека работниците ви живеат сиромашно. И на крајот на криштата, пред некој ден, статистика излезе со податок дека 31.200 е прагот на сиромаштијата во Македонија за едно семејство. Тоа значи дека под 30.000 денари примаат плата 33% од вкупниот број на работници или близу 200.000 работници. И вие водите држава или работодавачите водат бизнис во кој работниците им доаѓаат да се сиромашни. И мислам дека тоа е поразителен податок за едно општество. Подготвени ли сте на компромис? Бидејќи реков и во едно друго прашање, 600 евра
минимална плата, споредено со сегашните 397, се чини навистина многу. Подготвени ли сте на компромис? Не би рекол дека на никој треба да му се чини многу зголемувањето на минималната плата, а преку тоа и зголемување на останатите работнички плати, затоа што Македонија е на дното, дури го пробушивме и дното. Ова го говориме од фактот што во регионот конкретно од месец јануари, овој месец, кога ние ќе протестираме за зголемување на работничката плата, владите на сите држави во нашето опкружување ги зголемија работничките плати преку зголемувањето на минималната плата. Дури владата на Албанија, односно претседателот на Албанија кажа дека покрај зголемувањето на минималната плата ќе ги субвенционира придонесите на работниците во висина од 90 милиони евра на годишно ниво, за да можат и другите плати работодавачите да ги зголемат на тамошните работници. И ние сега со 397 евра сме под 150-200 евра под најниските плати во регионот. Ако во Црна Гора имате 600 евра минимална плата, ако во Босна и Херцеговина средната минимална плата е 600 или почнува од 511, завршува со 740 евра, ако во Србија е 550 евра минималната плата. Имаат пониска инфлација од нашата, поевтини производи од нашите. Сметаме дека ништо не ги спречува работодавачите и владата да зголемат минималната плата. Но ако го направеа минатата година и ако направеа исчекор минатата година да се зголеми минималната плата на 500 евра, денеска немаше да им се гледа така многу зголемувањето на минималната плата. А па ако земеме податоците од синдикалната вредноста на синдикалната минимална кошница, во овие 2 години кога бараме зголемување на минималната плата, истата е зголемена за повеќе од 9500 денари. Значи 9500 денари му недостасуваат на едно 4-члено семејно домаќинство за да си ги овозможи најосновните производи за живот, односно за преживување, не и за луксус. И затоа сметаме дека секој износ над 9500 денари е добре дојден за работниците. Сигналите од бизнис конфедерацијата, конкретно да речам и од други места што доаѓаат јавно, се дека тие се подготвени да разговараат, па дури и да се согласат со зголемување на минималната плата и на другите плати, но иако полусрамежливо кажуваат тоа, очекуваат, како што веќе неколку пати во емисијата рековме, придонесите да ги покрие државата, односно владата. Има ли сигнали дека на таа линија може да се најде некаков договор? Ние со работодавачите минатата година во февруари го зборувавме токму ова, да се зголемат платите на работниците, а за разликата тогаш од 400 на 500 евра да се овозможи за до 100 евра да се зголемат платите на сите работници, а државата да се откаже од колачот, односно од придонесите. За жал, државата ниту ги зема изминатата година придонесите, затоа што не ги зголеми никој платите на работниците. Символично некаде 5%, некаде помалку од 5%, што е во рамките на некоја статистичка грешка, ако гледате. Но работодавачите подаваа рака и лани. Истото го прават и годинава, но работниците никако да добијат зголемена нивната плата. Никако да си фатат рака со синдикатот, затоа што владата кажа нека седнат и нека се договорат. Никаков сигнал немате од владата дека на оваа линија може да има договор? Не, владата апсолутно, ако ги следите јавните изјави на официјалните владени представници, дека затоа што ова е највозможната варијанта за зголемување на работничките плати, на старт кажа дека неприфатливо е за владата дека секој што ќе ги зголеми платите, ќе ги зголеми и придонесите и ќе си ги плаќа. Владата од старт го сосече диалогот со работодавачите, оној бипартитниот кој го водевме ние како представници на синдикатите. Па од озгора кога не нападнаа и кога работодавачите видоа дека овие удрија со се и се што по синдикатите само затоа што бараат зголемување на работничките плати, работодавачите се повлекоа од целокупниот процес затоа што сметаа дека тие имаат повеќе да изгубат од работниците, дека тие може да ги изгубат бизнисите и компаниите. Иако барањето за покривање на придонесите се однесува на одреден временски период, не за цело време, така? Да. Ви споменав и на почетокот на емисијата. Владата да не се однесува како тие да владеат, односно да се деспоти робовладетели на работниците во Македонија. На сите зборувам работници, иако владата е директен работодавач на некаде 80.000 работници, а индиректен на 138 колку што има во јавниот сектор. Минатата година доколку се постигнеше овој договор и не беа себични, оваа година работодавачите, како што ви споменав, за сите работници на кои ќе им ја зголемеа платата за некои 6.000 денари, ќе почнеа да плаќаат по 3.000 денари придонеси. Работодавачите сами го бараат тоа. Тоа беше идеја и барање токму на работодавачите за да можат да се реорганизираат, реструктурираат во овој период од 12 месеци. Владата денеска ќе имаше 10 милиони евра во буџетот по однос на придонеси за задолжително социјално осигурување во месец јануари, а во месец декември оваа година ќе имаше 120 милиони евра, па немаше да има потреба да се задолжува. Ако дојде
предлог минимална плата 30.000 денари, разликата меѓу сегашната и новата минимална плата, придонесите ги покрива владата, дали ќе прифатите? Ние се бориме за зголемување не само на минималната и на сите останати плати. Предлог нема. Моментално тоа е само на хипотези. И ние можеме да размислуваме во таа насока дали ќе биде 30, дали ќе биде 500 евра или 600 евра, дали ќе биде 415 евра, оно колку што укажуваат владините функционери. И ние тоа не го гледаме цела година. Цела година гледаме како ние водиме монолог на економско-социјалниот совет како Сојуз на синдикати на Македонија, патем за да си ја зајакнат позицијата од владата наместо да разговараат токму на оваа тема, направи уште еден синдикат репрезентативен кој ги поддржува владините политики за само законско усогласување на работничките плати или некаде околу 1500 денари во нето или 1800 денари или 900 денари во бруто. Во пресрет на протестот во среда имате некакви дојави од членството дека има обиди да ги одвраќаат за присуство в среда? Тоа што е пораз за целокупното синдикално движење е што ги активира оние квази синдикати и синдикалци да се борат против излегувањето на работниците на улица за зголемување на работничките плати. Имате лидер на вториот поголемина синдикат во Македонија кој дава интервјуа дека доволно е само законското усогласување на минималната плата и дека бараат само почитување на законското решение, кое патем како синдикалец не смеете да го кажете од две причини. Првата причина е секогаш ваша задача е да се изборите за повеќе, а втората причина е со кажувањето дека треба само да се почитуваат законите во рамките на државата за усогласување на работничките плати. Вие се залагате минималната плата или платите на сите останати вработени во државата да се усогласат за некои 25 евра, а почитувањето на законите значи и почитување на законот за избрани и именувани функционери кои патем 250 евра ќе си ја зголемат платата само за еден месец, или што ќе каже народски, тие во еден месец ќе ја земат годишната минимална плата, односно годишното зголемување на минималната плата. Председатели на синдикални организации ги минираа протестите кои ги правевме овој период за тоа што сметаа дека не треба да се протестира за неисплатена плата до 15 во тековниот месец, со укажување дека тие пред 2, 3, 5 години протестирале за зголемување на платите, ама дека сега не требало да се оди со такви драстични чекори. Во дел од јавните настапи ги провоцирате, еве ќе го искористам тој збор, дел од пратениците, особено оние од власта, велејќи им и подсетувајќи ги на пролетта 2022 година, кога беа со вас на протестите и заедно со вас застанаа зад барањата за зголемување на минималната плата, па ги прашувате ќе дојдете ли сега в среда? Ги подсетуваме, да, затоа што тоа е наше легитимно право, затоа што тогаш на 40 степени стоеа на Жешкиот асфалт пред собранието и даваа безрезервна поддршка, предлагаа амандмани за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите останати плати. Тогаш даваа изјави од типот дека не се проблем само минималните плати во Македонија, туку дека се проблем ниските плати кои ги примаат најголем број на работници, дека е потребно да се почитуваат колективните договори и со зголемувањето на минималната плата процентуално да се зголемат работничките плати за да се достигне работничкиот стандард. Тогаш истите луѓе кажуваа дека платите на професорите во образованието не доликува ако се под 50, 55 или 60 илјади денари. Тогаш тие излегуваа на улица рамо до рамо. Јас сум стоел со многумина од нив кога протестиравме на претходната влада, но веројатно фотелјата, функцијата, позицијата ве расипува од првиот момент кога ќе ја фатите, но забораваат дека од удобната функционерска фотелја многу лесно се паѓа на тврдо работничко столче, како што патем и се покажа во изминатиот период колку огромен број на тогашни министри пратеници веќе не се ниту министри, ниту пратеници. Затоа велиме, ние ги биравме за да му служат на народот. Народот гласаше за нив за да овозможат пристојни плати, односно достоинствени плати за достоинствен живот на работниците, не за да овие не водат грижа за работничките семејства. Господин Трендафилов, што ако протестот не даде резултат? Тоа го кажав и претходно, ќе го повторам и сега. Еден работник да излезе со мене во среда на улица,
Сојузот на синдикатите на Македонија ќе ја даде целосната поддршка. Ако тој еден работник ги повика членовите на неговото семејство и ги повика неговите колешки и колеги со кои секој ден работи, изборува патем како платата е ниска, како не стигнува од први до први, како фриждерот му е празен, како не може да ги плати сметките, како не може да ги плати кредитите кои ги има земено најчесто заради тоа што платата му доцни. И ако сите ние го направиме тоа, тогаш на улица ќе дојде поприлично голем број на луѓе кои ќе бараат зголемување на минималната плата и на сите останати плати. Оваа влада покажа дека лично смета дека само на слободан му е потребно зголемување на платата и дека само Сојузот на синдикатите на Македонија бара зголемување на платите, затоа што овие другите молчат. Но ние како организација сме тука за тоа после среда да блокираме, после среда дури да организираме генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор за да го оствариме барањето на блокирање. Што е блокирање? Работничкото незадоволство можеме да го искажеме на разни начини. Еве ќе ви кажам еден пример. Во 2022 година, на пример, Сојузот на синдикати на Македонија блокираше клучни раскрсници во Скопје за да им оневозможи на функционерите да дојдат на нивните работни места, иако тие не доаѓаат така често на нивните работни места. За да се почувствуваат и тие блокирани како што работниците се блокирани цела измината 2025 година. Не тоа исто, туку ќе блокираме конкретни институции каде што најмногу се напаѓаат работниците и работничките права, за да почувствуваат оние кои се избрани и именувани да ги раководат со нив, дека тоа што го прават е нечовечки. Која ќе биде прва институција? Не можам да ви кажам денеска затоа што во среда ќе се донесе и таква одлука, но можам да ви кажам дека денеска на пример министерот за култура се однесува кон неговите колешки до вчерашни колешки и колеги денеска од позиција на министер, наместо да им зголеми платата за 8%, да им даде 5% зголемување на платите под изговор, па да добие 850 тужби, од кои 52 ќе се во корист на работниците. Или пак под кои околности би се случил генерален штрајк? Не бува и такво нешто. Сојузот на синдикатите на Македонија е репрезентативен синдикат и во јавниот и во приватниот сектор и согласно закон може да донесе одлука на највисоките органи и тела за отпочнување, поведување и повикување на генерален штрајк во државата заради остварување на економските и социјалните права на работниците, вклучително и зголемување на работничката плата. Ако македонските работници се најсиромашни и власта обожава да владее со сиромашни работници, ние како синдикати нема да го дозволиме тоа. Работниците не повикуваат како што го гледаат тоа на телевизија во Грција, во Белгија, во Франција, во Германија, кога се организира 24-часовен генерален штрајк, на секој еден работник му се дава можност да не оди на работа, да не трпи никакви притисоци од работодавачот, да не ги извршува своите работни врски, да не биде ниту казнат за тоа, да ни се придружи на улица за да го изразиме револтот. Денеска организираме протест по работно време за да можат што е можно поголем број на работници да ни се придружат, но тогаш ќе го парализираме целокупното општество и на таков начин мислам дека ќе упатиме една сериозна порака дека состојбата во Македонија не е сјајна како што ја гледаат со розови ночели функционерите. Ако ништо не се смени, во каков временски рок би требало да очекуваме тоа да се случи? Се разбира дека во најбрзо време органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија ќе донесат одлуки. Ние донесовме одлуки и на крајот на минатата година како ќе постапуваме и чекорите кои ги превземаме сега се врз основа на тие одлуки. Тоа што ние го одлучивме, а го најавивме на претходната пресконференција е дека сега организираме протест на кој ги повикуваме сите работници кои имаат ниски плати и кои мислат дека треба да им се зголемат платите да ни се придружат. Јасно ни е дека голем број на работници ќе се плашат, затоа протестот во 17 часот го организираме, нека стават чалче капче, нека облечат потопла облека, нека дојдат во темницата со работниците затоа што никој не може да ги препознае. Тоа што работниците се загрижени е тоа што овие одбиваат да ги зголемат работничките плати и затоа бараат од нас да продолжиме не само со еден протест и да завршиме, тука ќе кажеме што мислиме дека треба да кажеме и ќе завршиме, туку да продолжиме со таргетирани блокади на одредени институции, на одредени локации за да го осетат револтот од владата, од страна на работниците. Има ли нешто што може да го одложи протестот во среда? Утре кога зголемат минималната плата на 600 еври и донесат одлука за зголемување на сите останати плати за 6000 денари на пример. Но нема да го направат тоа. И третиот чекор кој ќе го направиме е поведување и повикување на генерален штрајк, ќе дадеме шанса на сите оние кои бараат од ССМ да ги повика. Во Грција, во Белгија, во Франција, кога синдикатите повикуваат, работниците доаѓаат затоа што и покажуваат таму на владата дека не се задоволни од моменталната состојба. Очекуваме тоа да се случи и во Македонија. И како четврт чекор кој го најавивме
најавивме на претходната пресконференција е да собереме 10.000 потписи, да станеме овластен предлагач како што се пратениците, да не им се молиме за милост тие да поднесат предлог во собранието и да се одлучува за две работи: намалување на функционерските плати за 78% или ако ги зголемат уште 10 за 80% да им се намалат, и следствено на тоа да се зголемат платите на работниците на 800 евра, на 600 евра минимална плата и за 100 евра најмалку зголемување на останатите работнички плати, па да бираат дали ќе биде побитна нивната плата или ќе биде битна платата на работниците, токму оние кои ги гласаат. Ова со собирањето потписи за предлог закон е последен чекор или меѓу чекор ќе биде? Ова е последен чекор затоа што мораме да видиме дека имаат искрени намери. До сега не покажале дека имаат искрени намери. Тој чекор е последен затоа што тие треба да покажат дека се тука да служат на граѓаните и на работниците, а не самите на себе. Во целата оваа дебата, како гледате на зголемувањето на квотата за, условно кажан, увоз на работници од странство за оваа година? Таа е зголемена на 10.000 работници. Тоа што го прават, а не се запрени да го прават години наназад, е тоа што ја претвараат Македонија како држава, како голема туристичка агенција за мигрантски работници. Кога вие како влада и како работодавачи, еве ќе тргнам од работодавачите, односно од газдите, кукате цела година дека квалификуваните работници ви заминуваат од Македонија, дека останувате без квалификуван кадар кој не може да ви ја зголеми продуктивноста потоа. Барате во меѓувреме да ви увезат странски работници на кои се надевате дека ќе останат во Македонија за 397 евра минимална плата, затоа што толку ги плаќаат во Македонија. И кога ќе почнете да ги увезувате како газди работниците, треба да им обезбедите храна, сместување и превоз, тоа што не сакате на домашните работници да го направите, да им го обезбедите. И овие ќе ви заминат за 1 до 2 недели од кога ќе одморат во Македонија, сваќате дека сте изиграни. Сега работодавачите го сватија тоа и таквиот став е изнесен од страна на претседателот на Стопанската комора, кој каже дека не им требаат нив странски мигрантски работници, дека треба да се подпира домашната економија на домашните работници и дека треба продуктивноста да се гради со домашните работници, а продуктивноста да ги зголеми и работничките плати. И од друга страна имате владата, не само ова, 36 години назад, владата кога ја кажуваме владата, не кажуваме личноста која ја води владата или партијата која ја води владата, која придонесе да се иселат најголем број на работнички семејства од Македонија и најголем број на работници заради ваквите политики на ниски плати. Паметите на времето увезувавме странски директни инвестиции за мизерни плати на македонските работници и слично. И владата денеска сака да ги замени домашните работници кои заминуваат заради ваквите мизерни плати во странство со странски работници кои не остануваат во Македонија. Како податок беше споделен преку медиумите дека 11.500 граѓани од Македонија, македонски работници, добиле работни дозволи за легална работа во Хрватска. Работодавачите излегува со податок дека овој број е по 3 или по 4 пати повеќе само во една држава на Европската унија. Германија, Швајцарија, Австрија, Хрватска, Црна Гора, дури сега и Србија и Албанија ќе бидат прибежиште на македонските работници. Ме интересира нешто друго. Имате ли увид што се случува со правата на работниците кои што се дел од изградбата на автопатите, кои што ги гради конзорциумот Бехтел Јенка? За жал, таму синдикатите не можат да влезат затоа што тоа се едни затворени бази со бодликава жица, да бидам искрен. Сојуз на синдикати на Македонија заедно со синдикатот за градежништво пред половина година се обиде да ги организира синдикално работниците, но таму работат многу мал број на домашни работници. Во тој период дури платите на тие работници беа намалени неоправдано за некаде помеѓу 10 и 20 илјади денари без апсолутно никакво образложение за што и поднесувавме барања до државниот инспекторат за труд, за кој не знаеме како епилог има. За тој проект се менуваше Законот за работни односи, се сеќаваме на реакциите. Се разбира, беше огромен притисокот. На почеток введоа 60 часовна работна недела, па бевме принудени да поднесуваме иницијатива на Уставниот суд за да ги заштитиме работниците, затоа што само во Македонија никаде на друго место не се работи по 60 часа. Но тоа што го направи тогашната влада и затоа ги трпеше и последиците со паѓањето од власт е воведоа 72 часовна работна недела, односно апсолутно без никакви ограничувања. 12 часовен работен ден, 6 дена во неделата, што е реалност на терен доколку излезете. Но и таму работниците не се охрабрија да се придружат на синдикатите, плашејќи се за нивните работни места и за нивните плати. Велите има малку македонски работници? Според нашите информации, според официјални податоци, не е така голем бројот на македонските работници. Дури мислам дека не е така голем бројот ниту на странските работници кои се ангажирани од страна на изведувачот на
на овие А проекти. ако се меѓу 2500 и 3000, колку се македонски работници? Па не можеме да претпоставиме меѓутоа 10 до 20% сигурно, далеко од бројката од 50% со тоа што ние располагаме како информација од страна на работниците од терен, немаме таква информација. За жал, знаеме само дека пред околу 6 месеци според тоа што ни информира работниците им биле платите намалени помеѓу 10 и 20.000 денари, но не можеме да тврдиме со сигурност колку високи се работничките плати таму, затоа што немаме формирана синдикална организација. Добро, благодарам за овој разговор. Ќе видиме како ќе помине протестот в среда, што ќе бидат идните потези пред се на владата. Еве, горе-долу може би се знае што мислат работодавачите. И ќе видиме дали ќе победи црвеното знаме, како што вели една од најпопуларните песни на работничкото движење, нели? Да искористам можноста да ви се заблагодарам за тоа што дадовте време работниците да станат поинформирани за тоа што го превземаме и да ги повикам сите работници да ни се придружат, затоа што спротивната страна не брои, а со секое нивно броење сметаат дека колку помалку ние излеземе на улица, дека другите се согласуваат со ниските работнички плати. Ниту еден работник не треба му се плаши на ниту еден работодавач без оглед на тоа дали е од власта или од приватниот сектор, затоа што само заедно можеме да се избориме за работничките права. Благодарам уште еднаш. Благодарам вам. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. До крај ве поканувам заедно да одгледаме и новата саботажа. Пријатно. Звучи прилично невообичаено и сенилно да се изуми името на своето политичко чедо. Особено ако на отворена јавна сцена директно и лично е извршена промоцијата на антикорупцијскиот тим со позната абревација, ама со целосно име, кое сега никако не паѓа на ум. Мицко МК е кратеница и кратенка од македонски информативен. Точно сега Мицко МК. Многу ме интересира. Како е целотното име? Целото име? Добро, сега... Името ме интересира. Македонска? Добро, ќе ви го кажам, дека ќе се сетам од текот на емисијата си. Заборавеноста може да биде проблем во политиката, ма често пати се посега по неа како алатка за прикривање на познати факти или за битки во кои ќе му се стави камен во чевелот на можниот опонент. Оти само така прозвучи обвинувањето на Николовски, дека неговиот колега Мисајловски ја утнал работата на автопатот Охрид-Кичево. Отидовме со решение кое што по мене требало да се направи уште кога почнал да се работи овој проект. За жал проекти немаше, геолошки истражувања и геотехнички немаше. Тоа што го немало не мора да значи дека било заборавено, туку дека така требало да биде. Исто како што со огромна леснотија функционерите со нула дипломатска активност ја прифаќаат суспензијата на имигрантските визии од стратешкиот партнер. Веројатно не изолира Соединетите Американски држави 87 земји. Тоа не бе 86. 75. Пардон, 75 држави. Значи, за мене тоа беше очекувана мерка. Ако тоа не е изненадување, тогаш не треба да чуди ниту одлуката на 1/6 од народните избраници, кои се решиле да имаат резервна татковина, од која полека но сигурно, наскоро и дотаму ќе се патува без визи. Не може денеска во собрание да седат 20 пратеници со бугарски пасоши, а да зборат против Бугарија. Нека излезат јавно, нека кажат да, јас имам двојно државјанство, имам бугарски пасош, сум го стекнал така и така, бирате ме за пратеник. Кого ќе го лажам јас во Македонија, а ќе бидам пратеник, а позади ќе водам двоен живот. На тие што водат баш таков живот, па во едниот делат правда, во другиот ја прикриваат. Се наоѓа по некој демон и тоа не од дебармало, што ќе ми ја земе душата. Па макар цената за неа била закопана во зид. Љупчо Пецов ѓаволот доби домашен притвор. Тоа е многу интересно, значи сега не е во притвор. Но доби домашен притвор затоа што па им помогна на институциите да ги откријат тоа што земале мито од него. И сега тоа е good deal. И на крајот, ѓаволот ни ора, ни копа, а може би поради некој good deal, оној најцрниот, никако да исчезне.
да и докет па Али Ахмедин по ОПР ситуација është që kapitenia anijes nuk e praktisë anijen I pari. Dhe tani në fund është kapitenia anijes. Sa ta qesi pa ankorojnë në breg anijen, fregatën, edhe hajde dalë. Akoma ka dalë. Политичкото море не е толку немирно. Баранови има, ама прашање е само дали решението за нив ќе се бара на некое воредно пристаниште или ќе се плови по редовната линија.